девојче. Драго девојче, дали ти велат дека деновиве си целосно збудалена? Пред малку беше радосна и скокаше до небо, а сега ете си лута и се нервираш и за најмали работи. Што значи тоа? Во еден момент се чувствуваш супер, а во друг си нерасположена, а потоа како ништо да не се случило. Па сите, буквално сите те нервираат. Наставници навистина малтретираат, мора да се учи, мама и тато притискаат. Да, а тој ни да те погледне, не е ни чудо. Мислиш ти, кога сум ваква каква што сум, а каква си ти? Уште само малку ќе бидеш девојка, но не е лесно да си има 11, 13 или 15 години. Излегуваш од детството, растеш, се развиваш, се менуваш во секој поглед. Настапија лудите години. Досега за тебе се грижа возрастните мама и тато, можеби баба или некој друг. Од сега ти ги превземаш работите во свој раце. Но, како да се снајдеш во новиот свет? Многу работи не знаеш за себе, за своето тело и чувства, а често се прашуваш кого да замолиш за помош, кој може да ти одговори на многобројните прашања што те мачат. Те мачат прашањата? Или се уште не? Малечка си. Не сум малечка. Добра, значи слушни. Оваа книга е наменета за да те посоветува и да те информира за многу работи. Затоа искористи го тоа. Ајде да видиме што е тоа пубертет, знаеш? Не. Не. Тука гледај, замислено изгледа ова девојче, другово изгледа љуто, другово незаинтересирано и така натаму. Ајде да видиме дали се тоа карактеристики на пубертетот. Што мислиш ти? Па да. Ето така. Сите мораат да влезат во пубертет и да излезат од него, па така и ти. Пубертетот е време на промени, кои се случуваат во релативно краток период и кои детето го претвараат во возрастна личност. Значи, тој период меѓу дете и возрасен си во пубертет, значи. Тогаш, од девојче на мама и тато стануваш личност која сака независност. Родителите одеднаш ти се здодевни, исто така и наставниците. Со другарките бескрајно долго разговараш по телефон. Одеднаш се е поважно од учењето и школата, па дури и момчињата стануваат битни во животот. Се гледаш себе си во гледало и наместо заоблени обравчиња го гледаш своето издолжено лице. Со понекоја акна, можеби. Со настанувањето на промените веќе не ти одговара да бидеш врзана за родителите, бидејќи себе си се доживуваш како самостојна, зрела личност. Воопшто не можеш да се снајдеш во се што ти се случува. Како и да е, што значи тоа? Се менуваш полека, но сигурно. Кај девојчињата, пубертетот почнува кога? Помеѓу 8 и 13 година, значи. А завршува кога телото ќе достигне висина и тежина на возрастна личност некаде меѓу 15 и 17 година. А некогаш и подоцна. Па многу време трае. Што мислиш ти? Девојчињата созреваат пред момчињата и кај нив промените се позабележливи. Значи еве, што се случува во пубертетот? Забрзано растеш, почнува да ти растат влакна под пазувите, се појавуваат фини срамни влакненца, кои со текот на времето стануваат потемни и погусти, ти растат градите, колковите ти се прошируваат, добиваш менструација и стануваш свесна за својата сексуалност. Твоето растење веројатно е слично на растењето на твоите родители, па можеш да ги прашаш како тоа се одвивало кај нив. Исто така времето на добивање на прва менструација кај девојчињата често е поврзано со годините кога нивните мајки ја добиле првата менструација. Па затоа можеш да ги прашаш, односно да прашаш мајка ти кога првпат добила. Додека си во пубертет, сите делови на твоето тело не растат со еднаква брзина, па може да ти се чини дека рацете и нозите ти се премногу долги во однос на телото, но тоа не треба да те загрижува. Ќе забележиш и промени во квалитетот на твојата коса, кожа и гради. Сето тоа се случува поради влијание на хормоните, хемиските соединенија што ги создава твоето тело, за да те преобразат од дете во жена. За да не те збунуваат толку многу овие промени,
треба да се информираш. Распрашувај се, читај за нив, дознај што можеш повеќе. Прашај ги мама и тато како растат градите. Значи, ќе треба да си купиш прслуче. Така? Јас имам. Имаш беби дол. Некаде меѓу 9 и 12 година ќе забележиш дека ти растат градите. Делот околу брадавицата и кругот околу неа почнуваат да се пупат, а тоа понекогаш дури малку може да боли. Не треба се плашиш, тоа е сосема нормално и му се случува речиси на секој девојче. Понекогаш едната страна на градите се развива пред другата и тоа исто така е воопшто нормално и не треба да те загрижува. А наскоро секој си дојде на свое место, иако може да се случи твоите гради никогаш да немаат апсолутно ист облик или да бидат целосно еднакви. Не може да се предвиди ни колкави ќе ти бидат градите кога целосно ќе се развијат. Тоа не мора да биде да значи дека ќе бидат исти како на мајката или на сестрата и така натаму. Меѓутоа, ако повеќето жени во твоето семејство имаат мали гради, поголеми се шансите и твоите да бидат мали. И ќе се избереш прслуче по твојот облик на гради. Тука што има да видиме? Сега. Сакаш да гледам? Степен 1. Ај ова од средина ќе го прочитаме. Развојот на градите во пубертетот обично се дели на 4 фази. Тие се прикажани на илустрациите. Ако ти се чини дека си прескокнала некој степен од развојот, не креве паника. Сите девојчиња не се развиваат еднакво. Од првиот до 4-тиот степен обично минуваат 4 до 5 години. Твоите гради ќе бидат целосно оформени некаде околу 18 година. Кога ќе бидеш полнолетна. Да. Значи вака изгледа кога не си во пубертет. Тука почнуваш степен 2 да влегуваш во пубертет. Да, и што пишува дека може да се јави некоја непријатно чувство при допир. Трет степен, да, растат изгледаат малку позашилени, потемни. Тука на крај. И степен 4, целосно развивање 18-та година. Тука што пишува? Едноставно брус. Ајде да видиме на брзински да прочитаме тука. Ако градите што тука почне да ти растат, може би се прашуваш дали веќе ќе треба да почнеш да носиш брусхалтер или како ќе знаеш дали ти е потребен. Ова ти е беби долот? Да. Купувањето зависи тоа дали твоите гради се големи или мали. Би можела прво да почнеш да носиш спортски градник, топ, особено ако се занимаваш со спорт. Ако твоите гради се големи, тогаш препорачливо е градникот да го носиш постојано. Не треба да инсистираш да го купиш само затоа што единствено ти од сите девојчиња во класот не носиш градник. Треба да решиш да го набавиш тогаш кога ќе ти биде попријатно додека го носиш, отколку кога не го носиш. За да го одбереш вистинскиот брусхалтер, важно е да ја одредиш големината што ти одговара. Ознаките за големина на сите градници се составени од број и буква. Бројот му одговара на обемот на граден кош, измерен под градите, а буквата ја означува големината на корпата. Поточно на твоите гради. Градниците се продаваат со ознаката на корпите, А, Б, С, Д и така натаму, и најчесто се оние со корпи Б и С. И броевите се од 65 па до 90, или XS, S, M, L или XL најголемиот број. И покрај мерењето многу е важно градникот да се проба. Одбери продавница во која постојат пријатни кабини за пробување со големи огледала и ако е можно, добро е да одиш во продавница каде што има многу различни модели, бои, а што е најважно и броеве. И не само тоа, треба да ти биде удобен. Да не те стега. Мене ми е лабав. Ќе видиме. Голем ти е зато. Одличен е оној градник што не го чувствуваш на себе додека го носиш. Тоа значи дека обликот и големината се приспособени на твоите гради. Знак дека градникот ти е мал се линиите што остануваат врежани во кожата откако ќе го симнеш. Голем градник пак нема да ти ги држи добро твоите гради. Неправилна положба на градите во лош брусхалтер повеќе им штети на твоите гради отколку што им помага. Пред спиење извади го градникот, без него ќе ти биде поубаво. Брусхалтерите од тантела се оцртуваат по тесните мајчки, значи тантела што е? Со чипка. Ако имаш некоја шара, ќе ти се оцрта. Ќе ти се продзира. А исто така и оние што имаат шевови преку корпите. Градниците со шев преку брадавицата може да бидат непријатни, да ти пречат, па подобро е да ги одбегнуваш. Значи за почеток подобро е некој помочни. Да. Океј.
Еве, тука во гардероба со големо огледало, девојчињата заедно пријателки отишле да си пробаат кој е најубаво им стои, им прилега. Да. Чао! Чао.